Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Тавоординација. Ова издание на емисијата го започнуваме со прилогот кој што го подготвивме во текот на оваа недела, кога заменик министерот за здравство најавува дека за време на престојните великденски празници, како и за време на Рамазан Бајрам, ќе биде укинат полицискиот час, но вели истиот да не се злоупотребува и од страна на граѓаните да продолжат да ги почитуваат мерките за безбедност и спречување од ширење на заразата против COVID-19. Во продолжение и прилогот. Заменик министерот за здравство Илир Хасани објаснува дека полицискиот час ќе биде укинет за Великден, ноќта на сабота кон недела и за Рамазан 12 кон 13 мај. За граѓаните се чувствуваат слободно. Тој апелира и за празниците да се почитуваат мерките за носење маски, одржување растојание и дезинфекција. Во пресрет на верските празници, прво им честитам на сите граѓани на Република Македонија соодветните верски празници и би сакал да потенцирам дека следните верски празници треба да бидат во духот на почитување на овие мерки, затоа што ослободувањето не се направени за да се собираме, туку ослободувањето се направени за да ние почувствуваме дека сме слободни во овие свети верски празници во кои што ни престојува следните денови. Затоа апелирам уште еднаш тука за во тек на овие празници ве молам сите да ги почитуваме мерките на несобирање, односно одржување низ дистанца, хигиена и сите други работи. Се надевам дека сите заедно ќе продолжиме да ги почитуваме овие мерки и да не послушате нас као здравствени авторитети и следните денови да се видиме повторно на вакви пресконференции со многу помали бројки и полека со успешната масовна вакцинација која е тековна, да се вратиме во нормалност. Комисијата за заразни болести предлага од среда полицискиот час да се скрати и место во 20 часот да почне во 21 часот, да се отворат терасите на сите угостителски објекти. За празниците Великден и Рамазан да не важи полицискиот час. За овој предлог владата ќе се изјасни утре, а полицискиот час годинава беше воведен на 6 април, откако се преполнија болниците, а двојните бројки на новозаболени поминаа 1000. Минатата недела, иако имаше благо намалување на притисокот во болниците, полицискиот час беше продолжен за уште една недела. По пристигнувањето на одредена количина на вакцини во спортскиот центар во Скопје продолжи вакцинацијата, односно масовното вакцинирање на граѓаните, а во продолжение изјавата на министерот за здравство Венко Филипчи и неговиот заменик. Благодарам на сите за присуството, извинување за каснењето. Дозволете да дадам неколку информации во врска со ситуацијата околу епидемијата, генерално понатаму состојбата во болниците, процесот на вакцинација и новите мерки кои што утрово беа дискутирани на главниот координативен штаб. Бројките се намалуваат, трендот е дефинитивно таков, епидемиолошката крива е во опаѓање. Денеска има и помалку од 100 новодиагностицирани случаи и сето тоа се осеќа и во болниците на секаде низ државата, секаде каде што беа прилично полни капацитетите. Сега има тренд да тој број на испишани пациенти и поголем од примените, се намалува притисокот кон болниците во внатрешноста, притисокот од тие болници за префрлање на пациенти во скопските јавноздравствени институции и секако и овој систем на координација помеѓу клиниките, болниците во двете во Козле се намалува. Некаде, ако имавме најголема бројка од близу 200 приеми на почетокот на април, во текот на вчерашното деноноќе 69, споредено со најголемата вкупна бројка на хоспитализирани 1789, сега околу 1400, значи се намалува и бројот на хоспитализирани пациенти. Вакцинацијата се одвива добро. Тука денеска во салата Борис Трајковски ревакцина после 3 недели од почеток на вакцинација со вакцината Спутник, тоа се тие 20.000 дози. Во саботата, касно навечер, практично во недела наутро стигна првата количина од 20.000 за ревакцина, 7.000, а останатите ќе стигнат денеска во текот на денот покасно. Денеска стигнуваат и 10.000
вакцини од Pfizer преку нашиот директен договор и го добивме оној распоред за тоа како секој понеделник ќе стигнуваат помеѓу 4 и 7 илјади, вкупно 26 овој месец. Треба да стигне и одредена количина преку система на солидарност од Европска унија преку Австрија и сето тоа влегува во нашиот распоред како ќе се распределуваат вакцините. Има неколку пункта во државата, 8 во Скопје, каде што има фрижидери за Pfizeровата вакцина и тие се распределуваат и кон околните центри, на тој начин што здравствените домови согласно бројот на закажени граѓани секој утро подигаат одредена количина од вакциналните пунктови во Куманово, во Штип, понатаму во Битола, во Охрид, во Тетово и во Кавадарци и така се прави и регионално и распоредот. Тоа се местата каде што се при крај завршува процесот на опремување на спортските, односно салите во рамките на училиштата. Веќе се завршени салите во Охрид и во Штип. Денеска завршува во Битола и останатите 3 ќе бидат до крајот на неделата, за да ги сместиме и ги практично лоцираме вакцините кои што треба да дојдат од Кина, вкупно 200.000 според последните информации од утрово. Тоа се околу 28 негде април треба да се подигнат од Пекинг на 30 преку Истанбул да бидат во Белград и после тоа со специјален ланец на камиони да стигнат тука кај нас во Скопје и ќе бидат сместени во ладната соба во здравствениот дом Јане Сандански. Имајќи го се ова предвид, движењето, епидемиолошката крива, утрово на штабот се донесоа неколку одлуки за нови рестриктивни мерки кои што треба да важат во следниот период, односно утре на седницата на влада треба да се добие согласност и да се прифатат следните измени. Најпрво да се отворат летните тераси во сите угостителски објекти. Понатаму да полицискиот час се скрати и започне од 21 часот, а за време на престојните празници, тоа е Великден, значи сабота према недела, и 12 према 13, кога се слави Рамазан Бајрам, да нема полициски час, односно да може граѓаните слободно да се движат, а во тие денови работењето на угостителските објекти да биде исто како што ќе биде и до тогаш, односно до 20, односно 20 часот и 30 минути. Сето ова е резултат на се ова што се случува, на времено донесените мерки, димензионирањето на целокупниот систем на координација на приеми во болниците, имајќи го и ова сега предвид се ослободуваат и некои одделенија кои што беа дополнително ангажирани да сместат пациенти со COVID, така да генерално осеќаме олабавување во смисла на намален притисок, ги пратиме трендовите и во околните држави, овој втор бран на секаде во сите околни земји спласнува. Искрено се надевам дека тоа заедно со ова забрзана вакцинација која што ќе следи после Великден, која што пред се кинеските вакцини ќе бидат дистрибуирани согласно бројот на пријавени во регионите околу местата за масовна вакцинација, ќе ја смени сликата за епидемијата кај нас. Почитувани представници на медиумите, сите тука присутни, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, за да не ги повторам сите мерки што министерот ги кажа, уште еднаш само сакам со најголема искреност да се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија кои што во овој период ги почитуваа сите рестрикции на движење и почитуваа несобирање по кафаниве кои што и онака беа затворени и покажа разбирање за овие мерки кои што беа преземени. Во пресрет на верските празници, прво им честитам на сите граѓани на Република Македонија соодветните верски празници и би сакал да потенцирам дека
Следните верски празници треба да бидат во духот на почитување на овие мерки, затоа што ослободувањето не се направени за да се собираме, туку ослободувањето се направени за да ние почувствуваме дека сме слободни во овие свети верски празници во кои што ни престојува следните денови. Затоа апелирам уште еднаш тука за во тек на овие празници ве молам сите да ги почитуваме мерките на несобирање, односно одржување низ дистанца, хигиена и сите други работи. Се надевам дека сите заедно ќе продолжиме да ги почитуваме овие мерки и да не послушате нас као здравствени авторитети и следните денови да се видиме повторно на вакви пресконференции со многу помали бројки и полека со успешната масовна вакцинација која е тековна, да се вратиме во нормалност. Што се случува во Струмица и каква е состојбата во ковид центарот, од прилогот што следува. Матичните лекари да ги лекуваат пациентите со полесна клиничка слика од COVID-19 во ординациите, да не ги препракаат веднаш во болница, а само доколку се влоши состојбата да издадат упат за специјалист, апелираат од раководството на јавната здравствена установа Општа болница од Струмица. Причините за истите се врз основа на фактот дека во болницата се создаваат гужви кои допренесуваат за поголеми ризици од ширење на болеста. Ќе апелирам до матичните лекари активно да се вклучат во следењето на пациентите, да обезбедат прва и втора смена, за да може да ја следат состојбата и да ги убатуваат на вистина во специјалистичките амбуланти оние пациенти на кои што ми е потребна евентуално преглед од интернист или инфектолог или било која друга специјалност, за да го амортизираме ударот на пациенти во овие амбуланти. Значи има голем број на пациенти, голем број од нив јас сметам дека можат да бидат збринати и во матичните амбуланти. За пациент на домашно лекување, матичниот лекар постапува по претходно утврден и усвоен протокол на стручниот колегиум на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Согласно протоколот, матичниот лекар има обврска да го контактира пациентот два пати во текот на денот, да го известува системот Мој термин, кој потоа во форма на електронски извештај го испраќа во Министерство за здравство и до клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Од болничкото раководство во Струмица информира и дека во Струмица засега нема ниту еден заинтересиран матичен лекар кој ќе им помага на колегите во болницата. Јас пуштив еден апел до подршната единица од Фондот за здравство. Да се надевам дека во наредниот период ќе се јави некој, меѓутоа сега во моментот се вклучија во работата специјализантите, јас тоа веќе го спомнав неколку пати, и општите лекари кои што се вработени. Министерството за здравство вклучи близу 1200 матични лекари во земјава во системот за детекција и следење на пациентите со коронавирусот. Во континуитет бројките на COVID-19 во Струмица, но и во земјава се во постојан пат. Каква ќе биде сликата понатаму, експертите не можат да прецизираат, но се донесоа и нови мерки кои што ги намалија рестриктивните со цел граѓаните да бидат послободни во однос на 1 час продолжување на полицискиот час. Владата ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести и донесе измени и дополнување на мерките за заштита и спречување на ширењето на COVID-19. Со овие измени и дополнувања од утре 28 април забраната за движење на населението и на возила од јавен превоз на целата територија на државата наместо 20 часот ќе важи од 21 часот до 5 часот наредниот ден. Исклучок од забраната и посебниот режим на движење се вечерните часови меѓу 1 и 2 мај, односно за време на верскиот празник Великден и вечерта меѓу 13 и 14 мај за време на верскиот празник Рамазан Бајрам. Почнувајќи од 28 април, сите угостителски објекти ќе можат да работат само во отворените делови, односно на терасите на угостителските објекти, и тоа до 20 часот и 30 минути. Компаниите од угостителската дејност регистрирани за прослави ќе можат да ја организираат работата само како ресторани на отворено, односно на терасите, а забраната за организирање свадби, родендени, крштевки и слично останува. Исклучок од ова се угостителските објекти на меѓународните аеродроми, како и во објектите за сместување, хотели, мотели, хостели, пансиони и друго, за лицата кои се сместени во овие објекти, кои остануваат да работат како и досега.
Соодветно на овие исклучоци ќе се применуваат адаптираните протоколот за отворање и работа на кафетериите, протоколот за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана и одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од COVID-19. Согласно препораките на комисијата, останува забраната за работа на сите вежбални, фитнес клубови, спортски центри и сали наменети за вежбање на затворен простор, а дејноста може да ја обавуваат на отворен простор согласно соодветниот наменски протокол. Овдека правиме пресек на COVID-19. Во продолжение колешката Ивана Вангелова направи прилог по однос на детските алергии, што тие значат и како истите се рефлектираат врз детското здравје. Кивање, чешање, солзење на очите и кашлање се најчестите симптоми за пролетните алергии и настинки. Главен виновник за оваа состојба е поленот. Пролетните алергии почнуваат да се шират од дрвјата во раната пролет и се многу позачестени во последните неколку години за разлика од порано, велат педиатрите. Ова време, значи пролетта, почести се настинките кај децата. Тие веќе ни се почесто ни доаѓаат во нашата ординација, со течење на носот, со проблеми од смисла на некоја температуричка, може да има, може да нема, течење на очите, значи имаме една зголемена саливација од страна на сите стани. За среќа, обично станува овдека инфекцијата и тие се во типот на една обична настинка или во најголем број случаи станува збор на алергиска реакција, која е резултат на поленот, кој што е, за жал, во последно време многу повеќе застапена кај децата. Мислам, процентуално повеќе деца имаат алергиски реакции, отколку пред неколку десетина години, кога тие беа поретки. Педиатрите велат дека симптомите на алергиските реакции и настинките се многу слични и со вирусот COVID-19. Велат дека треба да се направат потребните испитувања за да се утврди за што точно станува збор. Сега многу е битно точно да се одери дали станува збор за една алергиска реакција или станува збор за една обична настинка или станува збор за една COVID реакција. Нели имаме тука веќе испреплетување на симптомите. Но со правилно следење на детето, со третирање и со правилно следење на детето и добра анамнеза, клиничка преглед по органи, по системи, крвни слики, обични лабораториски анализи, може еден така поискусен лекар и лекар што се бави со проблемите кај децата лесно да направи дистинкција меѓу сите тие три состојби, кои што се разбери различно се третираат. Точно е дека сега ги имаме за често на алергиските реакции кај децата во вид на ринореа, тоест течење на носето, течење на окото, со лесно гребење на грлото, меѓутоа сето тоа се третира со обичните лекарства, со лекарството што претходно се давени, нели, од типот на антихистаминици и инхалации. Педиатрите апелираат да се прават контроли доколку децата почувствуваат некои од симптомите кои укажуваат на настинки, алергии или пак COVID-19, за да може точно да одредат за која состојба станува збор и како треба понатаму да се третира. Каква е состојбата со вакцинацијата во Струмица од прилогот повторно на колешката Вангелова? Вкупно 376 лица над 70 годишна возраст се вакцинирани до вчера во Струмица со вакцината AstraZeneca. Јавната здравна установа Здравствен дом вакцинацијата против COVID-19 ја започна 31 март годинава и вакцинирањето досега се одвива непречено, вели директорката на Здравствен дом Љубица Митева. До сега во 3 наврати ни се доставени вакцини од Министерството за здравство и тоа на 30.3.2021 600 дози, на 11.4.2021 100 дози и вчера на 19.4.2021 уште 100 дози. Од вкупно 709 закажени пациенти до денес, вакцинирани се 560 возрастни лица, меѓу кои и 5 пациенти во домашни услови поради неподвижност.
Вакцинацијата се одвива непречено, со спазување на сите основни препораки за заштита, со задолжително носење на маска, одржување дистанца, дезинфекција на раце и мерење температура. Истата се одвива во просториите на службата за спортска медицина при ИАЗУ здравствен дом Струмица. Термините за вакцинација се закажуваат од страна на нивните матични лекари. Секако и покрај вакцинирањето остануваат да важат основните препораки за заштита, носење маска и одржување физичка дистанца. Директорката на здравствен дом вели дека има заинтересираност од страна на граѓаните за вакцинација. Во Струмица вчера имаше регистрирано 33 нови позитивни случаи на COVID-19, а оздравени 48. Во моментот Струмица брои 553 активни случаи. Со оваа содржина ги завршуваме содржините кои што вечерва ги подготвивме за новото издание на емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со Канал Вис. Од мене до гледање.